Станува ли дискредитирањето на новинари и медиуми и опасна пракса на новото раководство на СДСМ? Понизата партиски соопштенија полни со лични дисквалификации и напади на новинари. Се зачестија и пресконференциите на кои Филипче дрско се пресметува со новинарите. Во последниот случај повторно на мета беше Алфа и повторно не нападна со истиот вокабулар. Фейк ньюс, Алфа, фейк ньюс. Наместо да одговори дали е точно дека тој и поранешниот премиер Заев преку притисоци и ургенции во обвинителството сакале да ја преземат болницата Жан Митрев, тој не нападна дека шириме лажни вести и обвини за Дефокус. Ако што гледате, не знаете, ништо ме прашувате. На вакви лажни вести од кујните на ВМРО не одговара. Ви кажав се. Фейк ньюс, Алфа, фейк ньюс. Мене ме обвинуваа дека имам куќе у нерези. Доаѓаше ваш колега новинар. Што се случи тоа? Ништо. И ова е истата работа. Имате одговорност за објективно информирање во јавноста. Не за вакви црни кампањи и дискредитирање. И ваквата ситуација како да беше реприза на она што се случи пред 10 дена, кога од Филипче побаравме објаснување за навредливите партиски соопштенија полни со лични дисквалификации за новинари, наместо одговор напад. Престанете ве молам со фейк ньюс и со Дефокусот, престанете. И за време на предизборната кампања лани Филипче влегуваше во вербални пресметки со новинари. Како одговор на прашањето за тогаш предложената партиска резолуција, следуваше обвинување дека новинарите ги загрозувале националните интереси. Не се распродадени никако македонските национални интереси. Тоа е само една лажна кампања и сметам дека не треба да ја продолжувате. Не треба ги лажете граѓаните, поради тоа што тоа е сериозна работа, со која што ги загрозувате националните интереси на државата. СДСМ на пресконференција со графикони правеше анализа и на медиумското покривање на одредени политички теми и јавно етикетираше медиуми. Кујните на ДПМН и нивните медиумски инсталации имаат проблем со вистината. Во едно демократско општество прво и основно правило кое треба да го почитуваат партиските лидери е дека треба да се воздржат од етикетирање медиуми и новинари, без разлика на тоа дали им се допаѓа или не прашањето. Нападот на новинари и медиуми е во спротивност со европските вредности кои Филипче се обидува да ги промовира пред граѓаните.